Дали сте слушнале за Тенеке Мало, кој е било верен чувар на ромската традиција и култура. Уште многу одамна ликовниот уметник Никола Мартиновски го овековечи Тенеке Малото со сликање на неговите жители, особено неговите црномурести Мадони, како што е сликата Мајка со дете, Момчето со роза и други. Синеастот Емир Кустурица во Тенеке Мало снимал дел од својот познат филм Дом за бесење со учество на жители од Малото. Ромите скоро сите се од исламска вероисповед, но ги слават и православните празници Василица и Ѓурѓовден. Колоритот го надополнуваат разнобојните носии, шиени токму по повод Ѓурѓовден. Многумина светски патници, нивните празнувања и карневали ги споредуваат со карневали од типот на големиот во Рио во Бразил. Многу атрактивно, велат, тоа го можат само ромите и тоа спонтано и без сценарио. И многу народ доаѓа да ги гледа. Таквата атрактивност е потврдена и пред многу години, кога во Тенеке Мало се одржа и големата свадба на младата ромка, која го плени срцето на еден од членовите на светски познатата вокална група од Германија Boney M. Дали знаете дека на местото на Жена парк Борец се наоѓале турски гробишта? Гробиштата на оваа локација биле се до 1925-та, кога на дел од земјиштето од гробиштата, односно во Влашкото Сокаче, била изградена црквата Цар Константин и царица Елена, а по земјотресот во 1963-та овој простор бил уреден во парк. Муслимански гробишта во градот имало и во Газибаба, Хиндибаба, Ајдар-баба. Газибаба била покриена со муслимански гробишта, а името Газибаба доаѓало од турскиот светец Газибаба Мухамед Ефенди, кој бил закопан на Ридот. Хиндибаба бил наречен нискиот северен дел од Газибаба, каде постоело едно турбе со гроб на некој си Хиндибаба. Турбето било чуварно од чувар. Ајдар-баба бил трети најинтересен комплекс на гробишта кој се наоѓал во Топаана, на западната страна од градот. Гробиштата завршувале на Качаничкиот пат. Овие гробишта биле најсочуваните и во нив биле закопувани угледни луѓе од муслиманската вероисповед. Дали знаете дека католичките гробишта во Скопје, кои датирале од втората половина на 19 век, се наоѓале над Скопската пивара? До лозјата над христијанските гробишта на железничката линија се наоѓале и еврејските гробишта. Овие гробишта биле оградени, имале чувар и биле добро одржувани. Ромите во Скопје имале своји гробишта, што ги нарекувале имоирија. Старите христијански гробишта се наоѓале до муслиманските на Газибаба на местото Клетник. Според кажувањата на старите скопјани, на овие гробишта луѓето биле закопувани се до почетокот на 19 век. Северно од местото Клетник, на самиот врв на Газибаба, постоеле остатоци од стари христијански гробишта. Зад Газибаба се наоѓале и мали гробишта кои се нарекувале болнички гробишта. Овие биле заградени со бодликава жица и исто така имале чувар. Гробиштата биле одржувани во добар ред. Христијански гробишта постоеле и во Чаир, тие не биле парцелисани и уредени, но имале чувар и жива ограда. Старите гробишта од десната страна на Вардар се наоѓале зад железничката станица. Пристапот до гробиштата не бил соодветен и до нив се доаѓало преку пат низ лозија. Според сеќавањата на овие гробишта, луѓето биле закопувани уште кога се населиле од десната страна на реката Вардар.